Обвинетиот Игор Јук отстранет од судница поради галама за крвавиот четврток на листата на сведоци полицајци. Во СВР Скопје не се разгледувала можноста толпата од протестите на иницијативата за заедничка Македонија да влезе во собранието, освен ако некој одвнатре им помогне. Ова го сведочеше Кирил Бошковски, кој на 27 април е помошник началник за општа безбедност на СВР Скопје. Иако праксата на обвинетите, ако на еден начин се споменат од сведоците да им постават прашања, пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски, кои според обвинението ги отвориле собраниските порти, премолча. Сведокот Бошковски го следел крвавиот упад преку одговорниот за безбедност Зоран Стамчевски, кој бил на терен. Од контакти со дежурниот во оперативниот штаб за полициската акција Платформа, сега обвинетиот Душко Лазаров, помошникот началник Бошковски сведочеше дека добивал од него насоки за тоа како да го заштитат собранието за внатре да не влезе толпата. Откако Бошковски добил информација од полицајцот на терен Стамчевски дека толпата ја пробила заштитната ограда, тогаш Бошковскиот заменик началникот на специјалците, сега обвинетиот Митко Пешов, барал заселување. Одговорот бил дека специјалците се распоредени, дел на судскиот процес Диво населе, други на два спортски надпревари на различни локации во градот, едниот со висок ризик, сведочеше Бошковски. Првично за време на протестите имало 150 полицајци распоредени на 5 вода со уште толку специјалци, но по неколку одржани демонстрации се намалиле полициските сили на 3 вода, односно 90 полицајци и уште толку специјалци. Според сведочењето, намалувањето на силите на полицијата следело откако раководителот на оперативниот штаб Платформа Митко Чавков ја укинал забраната за користење на годишен одмор. Тогашниот началник на СВР Скопје Ивица Вучевски сведочеше дека по упадот во законодавниот дом се распоредиле неподготвени полициски сили да влезат внатре да се пробијат во толпата за да им помогнат на повредените. Одговорите од повиците на Вучевски кон Чавков биле дека се работи на терен. Прв во судот сведочеше Митко Груевски од единицата за јавен ред и мир при СВР Скопје. Тој рече дека дента бил прва смена на работа, но постојано службата ја вршел токму на протестите. Сведочеше дека и полицајци забележал. Не можеше да каже дали службено или приватно на протестите, зашто биле припадници на 6-та управа кои обезбедуваат VIP личности. Митко Груевски сведочеше дека постојано во првите редови ги гледал Богдан Илиевски, Игор Дуруловски, актерот, односно Владо Јовановски и Александар Василевски Нинџа, но секогаш бил на различни страни.